Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа првата конститутивна седница. Седницата ја отвори претходниот председател на Советот Ристо Сакалиев, кој посака плодна и успешна работа на новиот состав. Потоа со седницата председаваше Весна Ѓоргиева од ВМРО ДПМН, како најстар член на Советот по возраст. Беше формирана верификациона комисија која ги потврди мандатите на новите членови на Советот, а извештајот од комисијата го презентира нејзиниот председател Филип Тасев. Врз основа на член 9 од деловникот на Совет на општина Кавадарци, верификационата комисија до Совет на општина Кавадарци на седница одржана на ден 2.11.2021 година поднесува извештај за верификација на мандатите на членовите на Совет на општина Кавадарци, избрани на локални избори 2021 година, одржани на 17.10. Верификационата комисија во состав председател Филип Тасев, членови Горан Кузмановски и Веса Богева, изврши увид во доставените уверени од страна на членовите на Советот за нивниот избор и утврдување на нивниот идентитет и констатира дека за членови на Советот на општина Кавадарци се избрани Стојанчо Рамов од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Тони Нешковски од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Весна Ѓоргиева од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Перо Николов од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Диме Коцевски од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Марина Крстева од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Филип Тасев од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Горан Кузмановски од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Ружица Ристов од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Радка Росоманска од коалиција Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Валентина Бењанска од коалиција Најдоброто за мојата општина предводена од Социјалдемократскиот сојуз, Вуко Мелов од коалиција Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, Веса Богева од коалиција Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, Павле Маневски од коалицијата Најдобро за мојата општина предводена од СДСМ, Даниела Ивановска од коалиција Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, Ристо Сакалиев од група избирачи Ристо Сакалиев, Зоран Спиров од група избирачи Ристо Сакалиев, Круме Богевски од политичка партија Левица, Јован Златевски од група избирачи Јован Златевски. Согласно доставено известување од страна на Општинската изборна комисија со број 10-6356/7 од 1.11.2021 година, избраниот член на Совет на општина Кавадарци Диме Коцев од коалиција Најдобро за мојата општина предводена од СДСМ, поради неспојивост на две функции, има доставен допис до Општинската изборна комисија за откажување од мандатот како член на Совет на општина Кавадарци. Согласно одредбите од член 155 став 1, 2 и 3 од Изборниот законник на Република Северна Македонија, со право на мандат на член на Совет се стекнува наредниот кандидат од листа, односно кандидатот Даниела Ивановска од коалицијата Најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ. Со допис известување број 11-239/2 од 1.11.2021 година, Даниела Ивановска писмено ја известила Општинската изборна комисија дека го прифича мандатот за член на Совет на општина Кавадарци. Врз основа на спроведените действија, верификационата комисија констатира дека се исполнети условите за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Кавадарци и предлага Советот на седница да донесе одлука за верификација на мандатите на членовите на Совет на општина Кавадарци. Едногласно, советниците го усвоија презентираниот извештај и одлуката за верификација на мандатите, потоа следеше давање и подпишување на свечена изјава од советниците. Дел од членовите на Советот при давањето изјава не ја изговорија придавката Северна, пошто следуваше процедурална забелешка од Вуко Мелов, советник од СДСМ. Мислам дека од председавачот на Совет не е коректно, пошто на изјавата не беше почитана доследно како што е наведена. Мислам дека не е коректно од ваша страна да подпишувате изјава која што е наведено уставното име, а читате сосема спротивно. Мислам дека е некоректно од ваша страна. На ова реплицираше советникот Круме Богевски од Левица. Во статутот на општината, член 38 пишува дека новоизбраните членови на конститутивната седница на Советот даваат и подпишуваат свечена изјава која гласи: јас
име и презиме свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам уставот, законот, прописите на Советот и ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Но има и статутарна измена, подпишана од градоначалникот, каде што во целиот текст на статутот на општината се заменуваат зборовите Република Македонија со зборовите Република придавка Македонија, но ова се однесува само на интегралниот текст од статутот и не на цитатот кој што пред малку го прочитав и кој што според кој што дадовме свечена изјава. Во деловникот во член 15 мислам дека беше, има неизменета изјава која вика јас име и презиме свечено изјавам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе го почитувам уставот, законот, прописите на Советот и ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Јас како член на Советот на општина Кавадарци ја пречкртав придавката пред Македонија и мислам дека председавачот на седницата не направи грешка. По ова следеше повторно давање на изјавата. На денешната седница беше формирана и комисија за мандатни прашања, избори и именувања, за чиј председател е назначен советникот Перо Николов од ВМРО ДПМН. Оваа комисија ги разгледа пристигнатите предлози за председател на Советот. Доктор Стојан Чорамов беше предлог на ВМРО ДПМН, а Валентина Бањанска предлог на СДСМ. Со 10 гласа за и 2 воздржани, за председател на Советот е избран доктор Стојан Чорамов, за Бањанска гласа 7 советници. Доктор Рамов се заблагодари за довербата и вети дека во следните 4 години ќе се почувствува духот на демократијата во Советот. Сакам да ви се заблагодарам за чест и довербата која ми ја дадовте да бидам председател на Советот на општина Кавадарци во наредните 4 години. Функцијата председател на Совет ја сваќам како можност да придонесам за развој и посветла иднина и просперитет на нашата општина, како и подобар живот за сите граѓани, без разлика на политичка, верска, национална и било каква друга определба. Со целиот свој капацитет и морален интегритет ќе работам да нема наметнување на волјата на мнозинството над малцинството во Советот на општина Кавадарци. Едно кратко обраќање до опозицијата, која исклучително е ценам, бидејќи е многу потребна. Секоја опозиција е потребна да биде коректив на власта, бидејќи знаеме што значи да немаме конструктивна опозиција или воопште да не постои опозиција. Тогаш власта може да направи повеќе грешки отколку што е потребно. Му честитам на нивните мандати и очекувам да бидат конструктивни. Немам намера Советот да биде затворен круг во кој ќе се изборуваме самите со себе и самите себе ќе се слушаме. Советот мора да го завземе местото кој му припаѓа, односно граѓаните ќе не почитуваат онолку колку што сами себе ќе се почитуваме и колку ќе почитуваме институцијата во која сме избрани. Почитувани, Советот ќе работи честно и одговорно и ќе биде коректив и голема помош во работата на градоначалникот и општинската администрација. Ви ветувам, интересот на граѓаните ќе биде на прво место, а не интересот на моćниците. Нема да дозволам злоупотреба на говорницата, деловникот и правилата на работа во Советот од ничија страна. Почитувани колеги, потребна е искрена, отворена соработка меѓу сите советници во Советот во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Ве повикувам да работиме заедно, честно, искрено и конструктивно и во наредните 4 години да донесеме одлуки кои ќе донесат добробит и прогрес на општина Кавадарци. Ве уверувам, сите вас членови на Советот, граѓански издруженија, граѓански иницијативи и сите поединци граѓани, дека во наредниот 4-годишен мандат ќе го почувствувате духот на демократијата во овој храм. Градоначалникот Митко Јанчев им го честита мандатот на новите советници, а се заблагодари на претходниот совет за соработката. Посочи дека во претходниот мандат беа донесени 1700 одлуки. Јанчев ги повика советниците да работат во интерес на граѓаните, да нема гнев, омраза и омаловажувања, бидејќи како што истакна, со тоа се стигнува само до дното. Сакам денеска тука пред се да им го честитам верификацијата на мандатот на сите советници. Сакам да заблагодарам на претходните советници кои што во претходниот мандат работевме заедно, на претходниот председател на Советот и нормално да честитам избор на председател за господин Стојан Чорамов и да му посакам успешна и плодна соработка со советниците, со целокупните структури на општината и во интерес на општина Кавадарци. Денеска
Со констатирањето на совет, со бирањето на председателот, имаме комплетно право на действување и делување на Советот на општина Кавадарци, кој што е еден нераскилив дел од општината и нераскилив дел од градоначалникот, за да и програмата како општина и сите граѓани кои што очекуваат од нас да можеме да коректно му го вратиме назад она што им треба во општеството. Како што и ветивме постизборно, така и денеска ќе потврдам од тука дека јас како градоначалник преку вас советниците и преку председателот на советот ќе ги пласирам сите проекти во интерес на граѓаните и она што значи годишна програмска работа, долгогодишни програми кои што треба да ги развиеме во овој 4-годишен мандат, буџетирање, домачинско, економско работење, се во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Морам да ве поттикнам на една работа и да ја биде мотивација. Претходниот совет имаше многу плодна соработка како совет. Имаше донесено повеќе од 1700 одлуки во општина Кавадарци, многу правилници, многу усогласувања, одржани над 75 седници, 6 воредни, така да тоа е максимум до сега кој што беше како совет направен. Јас ве повикам денеска да со заедничкото работење и со проектите и потребите на општината да ние го надминиме и тој дел во делот на советите со дневни редови кои што се во интерес на општина Кавадарци. Уште една честитки и пред се како веќе 4-годишен функционер во општина Кавадарци и градоначалник, имам за право да кажам дека имам стекнато искуство во јавниот сектор и застапување на граѓаните. Во делот на она што вие ќе го пласирате од оваа говорница, во делот на она што вие ќе хирарски поздравувате според член и устав и во делот на она што вие ќе работите од тука и каква топла насмевка и добробит ќе пренесете према граѓаните и према службите, таква општина и ќе бидеме. Со гнев и со омраза и со омаловажување и со надмудрување се стига до дното. Некои го постигнат дното, не треба повеќе да се тони, треба заеднички да се работи. Сакам да ја повикам на едно единство, сите сме кавадарчани, македонци во интерес на општина Кавадарци. Она што го ветувавме предизборно, да го исполниме за граѓаните, а не во докажување на лични интереси или во интересите на застапувањето на собственото его. Премали сме за да имаме такви ега, суети и сите други. Ние сме една општина од 40.000 жители, една домачинска општина, земјоделска општина, со 4% невработеност, со 95% извршување на буџетот, со финансиска добра конструкција, со многу проекти европски и во моментот од Народниот совет ќе ви бидат соопштени сите европски UNDP проекти, денеска и од ТАФ програмата 2 проекти се добиени, кои што општина Кавадарци ги добива токму врз основа на домачинството, транспарентното, објективното и правилното работење.